Почитувани пратеници, ние овде сме биле сведоци во минатото на читање на поезија на комисија. Молчење. И не знам јас шо ви изгледа ние дека кршиме овде процедура. Си бараме процедурално како што ни следи во деловникот, имаме право да побараме процедурално. Така е. Колегата, морам, тука ни читаш истории, ние сега ако земиме тука исто учебниците по истории да ги читаме, бил еве член, еве сега си бега, во претходниот мандат кога беше пратеник од ВМРО ДПМН, бил член на Комисијата за образование, зошто не зел тогаш да ги иницира овие промени кои што биле во учебниците по историја? Овде не зборуваме ние за промена на учебниците по историја. Некои автори што ги напишале, сигурно некаде во многу учебници има недоследности. Ние овде зборуваме за концепција. Колеги, ваши да ве се слушаат, за суштинска, па многу си тука се гледа. Па многу си спровоцирани. Значи ве молам, многу си спровоцирани. Значи вие сте испровоцирани за тоа што вашите колеги ви зборуваат. Дозволете и на колешката ваша да го искаже процедуралното забележување. Не, тоа беше кршење на процедура. Баш тоа беше кршење на процедура. Јас сакам да ви апелирам, спомнувавте тука вриштиме и тоа е враќање колешки, не вриштиме ние. Зборуваме за образование. Клучниот столб на ова општество. И некако што рече некој друг, тресиме зелени. Глупости. Не тресиме ни глупости. Така рече баш Рамчирови, кажа, сега си замина. Па тоа се покажува колку му била чиста совеста. Дојде и нешто ни прочита историја и си замина. Зошто јас барем за себе ќе кажам, зошто јас побарав процедурално. Поднесовме барање што очекував дека вие треба да го иницирате. До сега, не знам во колку наврати, пред да излегува Мила Царовска секаде по телевизија да подпалува, да кажува информации за реформи, требаше прво тука да дојди. Тука да даде информација, бидејќи од ова собрание избрана. Не може ние, колешки, да одиме кај господјата Царовска. Господјата Царовска треба да дојде тука. Утре не е, денес е комисијата. Нека беше денес. Зошто не ја викнавте денес? И еве ке ни кажеше на сите, ке ни објаснеше. Утре мора да дојде, бидејќи се пратенички прашања, да, тоа утре ќе дојде. Ама треба да испочитува Комисијата за образование. Не само ние. Вие треба да се загрижите. Зборувавте тука за екстерното, немало јавна расправа. Јас предавам во високо образование, вие можеби основно средно сигурно сте. Не е изговор ако за нешто немало, сега да речите сега, еве ние немало, па сега ние ќе правиме. Ама не можеме да веруваме на вашето Мораме од тука ние да почнеме, од тука да иницираме. Не министерката да излегува на телевизија да кажува има јавна расправа. Од тука треба. Мора да си дадеме ние назначени како пратеници. Знаете зошто? Бидејќи ние овде представуваме огромна група граѓани. Верувајте, граѓаните ни се јавуваат по телефон, ваши членови, значи ова не го измислувам. Членови на СДСМ ми се јавуваат, вика, отварајте јавна расправа, реагирајте нешто во потопсеност. Реагираат безброј институции, секојдневно. Еве, јас неколку извадив. Например, Сдруженијето на информатичари на Македонија во писмо до Министерството за образование и наука оценува дека по новиот концепт, наместо да се оди во насока на зајакнување на условите за реализација на воведените информатички содржини, се оди неколку чекори наназад и се брише се она што досега е постигнато. Ви цитирам од Сдружение на информатичари. Дури и земјите од нашето обкружување, изминативе неколку години,
Дел и според нашиот турнек започнаа со воведување на информатичките теми во нивните наставни планови, а само ние ќе одиме наназад. Насловот на предметот Техника, технологија и информатика спојува многу различни во делови и несродни области. Се вели во писмото. Тие реагираат што предметот информатичко-комуникацијска технологија се става во така наречената група Б, задолжителни предмети, во која покрај тој предмет се предметите од уметностите и физичкото образование. Апелираме да се направат напори информатиката да се изучува во континуитет од 3 до 9 одделение со посебна промоција на името на предметот, како би се дал фокус и би се заинтересирале уште повеќе ученици да изберат информатиката, бидејќи нели скоро нема конкурс за работно место каде што не се бара познавање на информатички технологии. Студентите од Институтот за историја при Филозофскиот факултет реагираат. Организира герила акција пред Министерството за образование и наука против реформите во образованието. Значи не читам историја од учебниците, читам реакции на граѓаните на Република Македонија. Барајќи да се повлече новиот концепт на Министерството за образование и наука. Учесниците на протестот се пожалија и дека немаше јавна дебата за ова прашање, иако таа беше најавена. Значи само ја најавувате и на само ке секој ден нема јавна дебата. На најподмолен начин пробуваат да протуркат нешто што нема да представува модерна реформа, туку со слевањето на предметите едни во други ќе настане тотална деструкција на многу научни предмети, а пред се на нешто што е државотворно за нас македонците, а тоа е македонската историја. Уште еднаш ве подсетувам, студентите од Институтот за историја на Филозофскиот факултет. Целиот Универзитет Свети Кирил и Методи, целата Македонска академија на науките и уметностите, сите релевантни и меродавни институции се изјаснија против овој концепт. Уште кој треба да им даде до знаење дека треба да запрат. Ние не замолуваме, туку бараме подитно да се повлече новиот концепт на Министерството за образование и наука, истакна учесниците на протестот. Значи сте студенти реагираат. Да не споменувам, реагираат професорите по историја, реагираат професорите по ликовно и музичко, еве да не ги цитам сите, да не ги цитирам сите нивни искази. И тоа што колеги, овде ќе го кажете. Една од колешките спомна дека порано реформите, екстерното, колегите не ги поддржувале. Дали сега имате разговарано или сте сега пратеници па не разговарате со вашите колеги? Дали, не верувам. Сега, како шлак на се ова, ајде ке речите, се собрале неколку од опозиција па реагирале, не сега ќе ви прочитам од ваш член статус, нема да го кажам неговото име и презиме, бидејќи не е тука, така? Меѓутоа, тоа е негов Facebook статус. За да знаете како тоа Мила Царовска прави наводна дебата, бирајќи си два членови на МАНУ, си правиме дебата во паркчето, дебата се прави во МАНУ внатре. Сите членови да кажат, а не двајца бивши министри на СДСМ, кои што порано ќе го мереа јавниот долг со часовник, ама сега ги нема да го мерат јавниот долг. Сега ќе ви прочитам од ваш директор, актуелен. Слушнете си, колеги, да си слушните, да не се одвоите од вашето членство, од вашите професори, повеќето тука сте вработени во образование. Слушајте сега, слушајте си ги вашите членови. Пред некој ден имаш информација дека ги собрала Царовска директорите на училиштата, тие дале дебатирале, дале потрошка. Сега слушнете еден директор од Битола. Од Битола е човекот. Не знам, а треба селото ви е на вас навредлива работа? Значи селото вас ви е навредлива работа. Браво, браво. Пратеник, тоа е тоа, браво. Значи да, руралните средини не се за дискусија. Не претварајте ја седницава во меѓусебни дијалози.
Колега Коцич, еве да, и јас нема да ви го покажам јавно неговото име и презиме, а вас ќе ви го дадам специјално. Слушнете. Директор на актуелно училиште во Битола. Не знам на која дебата и на кој состанок се реши општинската организација на СДСМ во Битола да прати представници. Еден директор и еден наставник биле пратени од Битола. На состанок со министерката Царовска, на кој биле одобрени и прифатени реформите и кој од комисијата даде амин. Јас сигурно не. Еве јас, како член на комисијата за образование при општинската организација на СДСМ Битола, барем мислам дека се уште сум, иако последната година и кустур немало ниту еден состанок, чувствувам одговорност јавно да се дистанцирам од одлуката за прифаќање на избрзаните реформи. Партијата не е на тројца, запамтете. Следно, нека се затворат и средните музички и ликовни училишта, затоа што со само со еден час неделно, реформата е на ДПМН пишува, значи ви го цитирам вашиот колега, е изгубен континуитетот и квалитетот, а сега со спојување во еден предмет ќе извадиме квалитетни музичари и ликовни уметници кад доđу немци. Превод кој ќе дојат германците. Берете ум и не ги копирајте претходните ви пишува. Колеги, ваш член, не знам дали од град или од село и дали тоа нешто менува, ваш директор, ова ви го пишува. И ако ова не ви е доволно да ви проработи свеста, дека од тука ние представуваме 312.000 граѓани. Вие представувате колку зедовте на изборите? 320, така, 325, еве, така нека биде. Вие и ние ги представуваме нашите граѓани овде. Мора овде да отвориме дебата. Не може Мила Царовска да оди да се сретнува со 2-3 директори да рече еве се води широка дебата, да се замајува јавноста. Овде да дојдат представници од училиштата, експерти од високото образование, од учениците каде што ќе се прави реформата. Овде е местото кај што треба да ги... Едноставно не може ние да чекаме Мила Царовска да го инициира тоа. Јас сега сум пратеник, не знам вие ако бевте предходно. Јас сум сега пратеник и сега кажувам. И вие не можете цело време да се ваѓате, не можете да се ваѓате и да се однесувате како опозиција. Минатото помина, 4 години сте на власт. 4 години сте на власт. Мора да си ја прифатите одговорноста дека сега навистина кај вас е товарот, кај вас е. Излезете, слушнете ги луѓето. Не измислувам. Ваши колеги се јавуваат и го кажуваат ова. Не само вака јавно што пишуваат. Дали привршувате затоа што пауза треба да прогласиме? Тогаш јас ќе прекинам, затоа што ја најавив дека во 16 ќе имаме. И во моментов, значи, држете се на вистина на процедурално. Не на рекла казала. Ве молам, колеги, вие другите. Ама ова не е рекла казала. Не добацувајте еден со друг, па да се читаат Facebook статуси на некој. Ама ваш член е. Не си ги слушате членовите. Ве молам, извадете ни. Останатите да не влегувате во диалог меѓу себе. Тоа што го прочитав се однесува на актуелните реформи. Тоа го напишал. Навистина е така. Стафе, вие не ги слушате вашите членови, не да ги слушате некои други. Вашите членови и на комисиите партиски не си ги слушате, а не народот да го слушните.